Добро вечер, започнуваме со дневникот на Канал Плюс. Накратко да ги проследиме настаните на денот. Заеднички проект помеѓу општина Штип од Република Македонија и Благоевград од соседна Република Бугарија. Младите од двете држави организираа изложба на рачно изработени предмети од глина, волна и други материјали кои се дел од традиционалните занаети. Проектот Домашна визита, кој се реализира на основа на информациите од системот Мој термин, успешно функционира. Патронажната служба секојдневно ја извршува својата должност во руралните средини. Инфобусот е единствената подвижна библиотека која повеќе од 13 години функционира во служба на жителите на руралните средини во општините Штип и Карбинци. Започнува изградбата на еден од најзначајните енергетски проекти, магистралниот гасовод од Клечовце до Неготино, кој ќе минува низ Штип. Магистралниот гасовод до Неготино се планира повеќе години со цел да се овозможи опција за префрлање на термоелектричната централа во Неготино од мазут на газ. Јас стално велам дека кој има енергијата, тој има моките и тој има силата. Штип има таа среќа да наскоро ќе добие газ. Трасата е комплетно истрасирана, ќе влезе некаде кај меѓу Мустафин и Судик на наша територија, над Врсаково, Срчиево, кај Тирзоната и од Три чешми према Дргоево. Потоа излегува према Неготино. Со изградбата на гасоводот ќе добиеме навистина многу, ќе добиеме ефтина енергија, ќе добие стопанството, граѓаните, но и јавните институции, ќе добиеме ефтин енергенс, но еколошки многу чист енергенс. Заеднички проект помеѓу општина Штип од Република Македонија и Благоевград од соседна Република Бугарија. Младите од двете држави организираа изложба на рачно изработени предмети од глина, волна и други материјали кои се дел од традиционалните занаети. Изложбата се одржа во реконструираниот објект во Дом на млади во Штип. Во Домот на младите во Штип е отворена изложба под наслов "Како да го активираме културното наследство да работи за нас". Проект кој заедно го спроведуваат општина Штип и Бугарската агенција за регионален развој Благоевград. Денешната изложба е една од финалните активности да се виде на работилниците, конкретно младите луѓе што учествуваа во работилниците да се види што изработиле. Се работеше една работилница од 8 дена имаше во Штип, другата беше организирана во Благоевград, исто така 8 дена. Главната цел на проектот е да придонесе кон создавање услови да се задржат младите преку негување на културното наследство. Целта на проектот е да се вратат младите на родните огништа преку негување на културното наследство. Културните зајати на двете страни, като произвеждахме... Изработувавме производи од глина, од волна, бижутерија, плетени работи и други предмети. Бижута, плетене. Част од произведенията в момента може да видим на изложбата, като другата част ще бъде в Благоевград. Во целните групи беа фатени представници на младите генерации од општините Штип и Благоевград, ученици, студенти, млади лица на возраст од 15 и 30 години, представници на бизнис заедницата во општините Штип и Благоевград, представници на невладиниот сектор. Се гледа дека владе еден младешки дух, значи младите својата креативност ја изразиле со своите дела, интересни се и бугарските и нашите. Исто така убаво е организирано со македонската традиционална музика, целата атмосфера е многу интересна. Оживувањето на културното наследство во прекуграничниот регион меѓу Македонија и Бугарија е со 18-месечна временска рамка, финансирана од ИПА програмата за прекугранична соработка 2007-2013 година помеѓу двете земји. Филтер станицата во село Трсино и довршување на патот Липец-Осојниц се приоритетните проекти на општина Виница за користење на средствата од програмата за рурален развој. Ова се само дел од одлуките кои на 25-та редовна седница ги донесе советниците на општина Виница.
Конечни приоритетни проекти со кои општина Виница аплицира за користење на средствата од програмата за рурален развој се филтер станицата во село Трсино и довршување на патот Липец-Осојница, додека за сончевите колектори на училиштето во Трсино средства ќе се бараат од други извори. Меѓутоа, парите од програмата се во висина од 16 милиони денари, а почетната проценка за завршување на овие проекти е 19 милиони, така да неопходна и гаранција од општината за учество од 3 милиони денари. Ставаме максимални 3 милиони денари, бидејќи со тендерирањето овие цени ќе паднат, така да можно е дури општината и да не учествува финансиски во реализација на овие два проекти. За третиот проект, енергетска ефикасност за поставување на сончеви колектори, ќе оди преку програмата на Норвешката амбасада. Опозицијата со повеќе забелешки околу пролонгирањето на реализацијата на истите проекти, но сепак приоритетите поминаа со едногласна поддршка. Дискутабилни на вчерашната редовна 25-та седница беа и завршните сметки, тоест побарувањата и обврските на општината кои на хартија речиси се идентични. Доставените писмени извештаи предизвикаа низа коментари околу прикажаните суми кои се движат од 40 до 50 милиони денари. Најголемиот дел од овие тука побарувања од 12 милиони се од ликвидирани фирми. Реално се ненаплатливи. 2014 како е завршено со наплата на даноци, тоа е до 31.12 каде овај процент јануари месец сигурно е зголемен. 98% наплата на данок. Данок на промет се наплаќа 100%. Целиот пропуст е направен до 2008 година, што неколку фирми се искористили да се ликвидират без целосно подмирени врски спрема општината и спрема државата. Според градоначалникот Дончев, во изминатите 6 години од неговите 2 мандати против општината нема покренато ниту една нова тужба, така да обврските во рамките на можностите се измируваат. Се коментираше и дискутираше и завршната сметка на јавното комунално претпријатие Солидарност, како и полугодишните извештаи за работењето на училиштата, како и новиот правилник за организација и систематизација на работните места во детската градинка. Со мнозинска поддршка беше усвоен и оперативниот план за заштита и одбрана од поплави за 2015 година. Проектот Домашна визита, кој се реализира на основа на информациите од системот Мој термин, успешно функционира. Патронажната служба секојдневно извршува својата должност во руралните средини. Проектот Домашна визита кој се реализира во рамки на програмата Здравје за сите. Визитата е организирана според информациите од системот Мој термин. Посетата на болните лица во руралните средини, обучените кадри, освен медицински преглед, тие извршуваат и соодветен медицински третман. Доктор Валентина Варадинова Везенкова, директор на Здравен дом Штип, вели дека патронажната служба секојдневно ја извршува својата должност. Кај посетата на хроничните болни и изнемоштени лица се врши посета и се врши мерење на параметрите од нивната болест од страна на патронажните служби. Додека прегледите кои што ги прави руралниот доктор во овие средини опфаќа целосен преглед и опфаќа и можност за упатување на повисоко ниво на лекување и давање на терапија. Патронажната служба од општина Штип визитата на хронично болните ја вршат според листата која ја добиваат од страна на Министерството за здравство и со претходна најава на патронажните сестри. Во понеделник по распоред, во понеделник се во Тричешми, вторник се во Крупиште, среда се во Селце и Драгоево, четврток се во Карбинци и Аргулица и петок се Таринци. Додека има денови каде што обично во понеделник се поместува распоредот и се прави патронажа во одделни во овие неспомнати села. Визитата се однесува на оние болни лица кои немаат избран лекар, односно каде што нема пункт на матичен лекар. Досега со реализирање на проектот биле опфатени над 50.000 постари лица со хронични болести на ниво на цела држава. Дел од најновиот оперативен план за активните програми и мерки за вработување во Република Македонија
Практиканството како подршка за вработување на евидентирани млади лица до 29 години, активни баратели на работа во агенциите за вработување. Активниот оглас кој беше распишан на 3 март и ќе трае во текот на целата година, веќе предизвика интерес кај младите, но и кај работодавците. Откако пред 10 дена беше распишан огласот за мерката практиканство во која се опфатени младите активни баратели на работа до 29 години, веќе предизвикува интерес. И тоа не само за практиканство, туку и за работодавачи, каде би се реализирал овој проект. Да имаме поголеми апликации, бидејќи интересот е голем и доаѓаат само прашуваат во почетокот, но наредните денови доаѓаат и апликации поднесуваат. Имаме негде 10 лица веќе невработени, млади до 29 години, кои пројавија интерес и поднесува апликација до центрите за вработување. Имаме две фирми досега. Најчесто се од конфекцијските занимања, значи Штип е град на конфекција. Имаме и од областа на занечиството, така малите бизниси пред се заинтересирани, но во иднина ќе видиме. Значи огласот не е ограничен. Димчев упатува апел до сите работодавачи да се пријават на огласот, а во однос на практикантите истакнува дека освен старосната граница нема други ограничувања. Огласот е распишан за лица, млади лица до 29 години со најмалку средно образование. Значи овој оглас е со најмалку средно, значи може и со високо. За практиканството кај познати работодавачи, кој ќе трае во период од 3 месеци, апликантите ќе добијат месечен надомест кој ќе биде обезбеден од страна на проектот финансиран од Европската Унија и тоа по 5029 денари. За осигурување во случај на несреќа при работа 618 денари и за персонален данок на доход во износ од 559 денари. Огласот ќе трае континуирано во текот на целата година. Големите казни и трошоци на кои се изложени малите трговски предпријатија им попречуваат во реализирањето на трговската дејност.Оздруженијето на трговија при Стопанската комора на Македонија велат дека е потребна измена на одредени законски решенија, бидејќи создаваат проблеми во практиката. За оваа идеја да стане реалност, трговците ќе бидат почистени контакти со надлежните институции. Големите казни и трошоци ги спречуваат малите трговски предпријатија да го развиваат својот собствен бизнис, односно им ја отежнуваат нивната трговска дејност и се жалат на неусогласеност на прописите. Тие бараат нови усогласени законски решенија и намалување и преуредување на казнените одредби. Треба малку да не сослушаат и нас трговците дека се соочуваме и ние со проблеми, прво ние работиме сами, не сме терет на државата. Сами обезбедуваме и здравствено и пензиско и мислам дека казните треба малку да се намалат, дека се превисоки за нашата работа и дека треба прво да има малку опомена, потоа казна или на некој начин да не биде толку ригорозно. Веднаш со високи казни како 2000-5000 евра, значи тоа е неиздржливо за нас. Како трговци поединци ние сме мали фирми, што не можеме да си дозволиме да ги платиме тие високи казни. И еден апел нека биде на позитивна критика, дека треба малку да се осврнат кон трговците и да ги согледаат и проблемите што тие ги имаат, а не само казни. Тоа е еден апел од мене до оние што се надлежни. А најчесто најголемите казни за трговците се однесуваат на државните давачки. Највисоки казни се они од УЈП, за неиздавање фискална сметка, за например за непријавен работник, за работно време, значи има многу казни, од кои многу од казните ние и самите не ги знаеме. Не може фирма што има над 100 вработени, фирма со 2 или 3 да бидат казните исти. Мислам тоа не е коректно, бидејќи се знае колку профитираме ние, а колку тие. Според Сдруженијето на трговијата при Стопанската комора на Македонија, одделни законски решенија кои што имаат влијание врз работењето на стопанските субјекти од областа на трговијата, потребно е да се изменат затоа што создаваат проблеми во практиката. Тие потенцираат дека се неопходни законските решенија што ќе ги предонесат за намалување на трошоците во работењето во трговијата. Но велат и дека треба да се детектираат и сите други парфискални давачки што се појавуваат и што им се наметнуваат на компаниите во секојдневното работење.
Ќе ги следиме законските прописи од областта на стопанството, што ќе биде приоритет во работата во текот на секој месец од годината, најавуваат од Сдруженијето на трговија. Трговците нагласуваат дека во идниот период постојано ќе бараат контакти со надлежните институции, се со цел да се донесат измени на законските прописи, што ќе влијаат позитивно врз работењето на стопанските субјекти. Стапката на невработеност бележи најниско ниво досега. Оптимистички се прогнозите за воиднина, според кои истата ќе продолжи да опаѓа. Со новиот оперативен план за 2015 година ќе бидат офатени повеќе од 16.000 невработени. Невработеноста е на историски најниско ниво досега, а прогнозата на домашните бизнисмени за оваа стапка се дека истата ќе продолжи да се намалува и во иднина. Благодарение на инвестициите, капиталните проекти и активните мерки за вработување, како и свесноста на стопанствениците за поголем бенефит со пријавени, отколку со непријавени работници, е причината за оваа позитивна состојба. Последните статистички податоци покажуваат дека стапката на невработеност во земјата на крајот на последниот квартал од минатата година изнесувала 27,6%, што е за 1% помалку во однос на истиот квартал од претходната година и цели 10% поени, помалку од 38% колку што изнесуваше во 2006 година. Спроведените реформи за подобрување на бизнис климата донесоа голем број на компании кои работат во слободните економски и индустријски зони. Овозможени се повеќе од 13.000 работни места, а дополнително се очекуваат од 12 до 13.000 нови работни места да бидат креирани во 20 до 25 нови компании, кои што веќе ја донеле одлуката да инвестираат во Македонија. Со новиот оперативен план за намалување на невработеноста во 2015 година ќе бидат опфатени повеќе од 16.000 невработени. Се очекува да се отворат околу 8.200 работни места, и тоа 3.200 луѓе преку активните мерки за вработување и 5.000 млади луѓе до 29 години со мерката за ослободување од плаќање придонеси за време на 1 година за приватните компании. Сдруженијето на просветни работници во Штип е во функција на сите кои се вклучени во воспитно-образовниот процес. Со реализацијата на повеќе активности им се помага на просветните работници во остварување на сите зацртани планови и програми. Сдруженијето објави литературен конкурс по повод на одбележувањето на 24 мај, денот на сесловенските просветители Свети Кирил и Методи. Сдруженијето на просветни работници во Штип, како што кажува и самото име, е во функција на професорите, наставниците, учениците и сите оние кои на било кој начин се вклучени во воспитно-образовниот процес. Од професор Весна Кожинкова, председател на Сдруженијето, дознаваме дека во изминатиот период биле реализирани повеќе активности, пред се насочени во интерес на образованието и секако на учениците. Една од тие активности беше организирањето на саемот на образованието, манифестација која што ја започнавме во контекст на 5 октомври, Светскиот ден на учителот, манифестација која што има за цел да го покаже сето она што учителите, наставниците, професорите го имаат изработено во текот на една година. Со своите активности, Сдруженијето ги стимулира младите да се посветат и да ги негуваат литературата и стандардниот македонски јазик. Имаме распишано литературен конкурс секоја година. Всушност распишуваме литературен конкурс по повод 24 мај, денот на просветните работници. Конкурс кој што, како што реков пред малку, литературен, меѓутоа не е само литературен, туку и ликовен. Им даваме можност на младите генерации поетски, прозно, ликовно да се изразат по повод инспирирани од животот и делото на големите сесловенски браќа Кирил и Методи. Со цел да им се помогне на просветните работници во реализацијата на сите нивни зацртани планови и програми, сите активности што веќе се реализирани и оние кои доправа треба да се реализираат се во функција на унапредување на воспитно-образовниот процес преку организирање предавања од страна на реномирани професори од соодветни институции. Инфобусот е единствената подвижна библиотека која повеќе од 13 години функционира во служба на жителите на руралните средини во општините Штип и Карвинци.
На располагање на учениците во руралните средини се над 16.000 наслови на книги. Повеќе од 13 години е во функција на читателите од руралните средини. Инфобусот кој работи во рамките на Националната установа библиотека Гоце Делчев во Штип е подвижна библиотека која книгата им ја доближува на читателите во селата на Штипска и Карбинска општина. Си имаме распоред кој денови во кој села сме. Значи, од горема важно се ова, бидејќи децата за една книга не би отише до градот, така што ние функционираме како во скроп на градската библиотека во Штип и на секој дете на рака се донесува книга. На рафтовите на инфобусот може да се најде литература од сите жанрови, а освен на македонски ја има на турски и влашки јазик. Концепцијски е наменета за сите возрасти од најмладата предшколска популација до средношколците. Веќе има сајтови на кои што тие ќе најдат некој книга што сакаат да почитаат. На наредниот сајам на книгата ние ги набавуваме тие книги. Со годините инфобусот стана составен дел на воспитно-образовниот процес за повеќе генерации. Минибус доаѓа секој вторник. Оде во Плачковица на сите места. Јас взимам македонски книги. Тие се прекрасни. Во 6-то одделение сум и взимам тука турски книги, македонски и читам многу убави се. Тоа е добро да не одиме многу во Штип, во градот и ни до нас одна рака. Така е полесно. Јас често пати взимам од инфобусот книги. Подвижната библиотека постојано го обновува библиотечниот фонд. Во моментот располага со над 16.000 наслови. Во подготовка е излегувањето на збирката поезија Црвената боја на љубовта, дело на авторот Габриела Костадинова, а официјално промоцијата е на 18 март во Пехчево. Црвената боја на љубовта е насловот на збирката поезија, дело кое што на 18 март ќе го види светлото на денот. За авторот Габриела Костадиновска од Пехчево, автор кој започнал да твори уште од 1998 година, ова ќе биде второ нејзино објавено издание. Првата излезе некаде во далечната 98 година. Јас континуирано пишував и до тогаш. Меѓутоа некако моите песни беа во фиока цело време. И почнав често пати да правам промоција на други личности, тоа ме испровоцира. Се реков, ајде, зошто да не направам и моја промоција да биде. И еве после толку години, сега на 18 март, правам 45 години, тоа е мојот роден ден, па по тој повод ќе биде мојата промоција Црвената боја на љубовта. Тоа е љубовна поезија, значи песни со љубовна тематика. Песни посветени на семејството. Има една новела, исто така е со љубовна тематика. Иако најчесто пишува за љубовта, сепак авторот на делото вели дека незината инспирација зависи од самата ситуација со која се соочува во животот. Незиното дело на 18 март во Пехчево ќе го промовира познатиот македонски писател Горијан Петрески. Дали љубовта е она што ве црпи секогаш да творите или има и некои други теми кои ги обработувате? Па, повеќе е љубовта, меѓутоа може и некој зависи од ситуација, зависи од инспирација, меѓутоа повеќе е љубовта. Промотори на мојата книга се рецензенти всушност на мојата книга се Горијан Петрески, познатиот македонски писател, Ристо Стојанов од Неготино, мој колега. Промотори ќе бидат и Вера Анастасова од Кочани и доктор Нада Симовска од Пехчево. Инаку Габриела Костадиновска во моментот е директор во матичната библиотека Кочо Рацин, една од најстарите библиотеки не само во регионот, туку и пошироко, институција чии почетоци датираат уште од 1924 година. Оваа година библиотеката одбележува 91 година од своето постоење. Вториот дел од грантот од Глобалниот фонд за ХИВ, СИДА, туберкулоза и маларија е веќе достапен за Министерството за здравство. Вредноста е 4 милиони евра, а реализацијата е предвидена за периодот 2015-2016 година. Министерството за здравство го доби вториот дел од грантот од Глобалниот фонд за ХИВ-СИДА, туберкулоза и маларија во вредност од 4 милиони евра, кој ќе почне да се реализира во периодот од 2015 до 2016 година.
За првата фаза, која се реализираше во периодот од 2012 до 2014 година, беа издвоени 6 милиони евра, со што се придонесе кон унапредување на грижата и третманот на ранливите категории, како што се лица со хепатитис С или лица со ХИВ-СИДА, навремена дијагноза и ран третман со цел намалување на можноста за понатамошно пренесување на ХИВ вирусот. Министерот за здравство Никола Тодоров изјави дека финансиите од вториот дел од грантот се наменети за Министерството за здравство, за граѓанските здруженија, меѓу кои ХОПС, ХЕРА, ЕГАЛ, Црвен крст Скопје, како и за клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби и психијатриската болница Скопје. Министерот информираше дека од најновиот грант од Глобален фонд, Министерството набавило систем за генотипизација и детекција на ХИВ, десеквенционер на ХИВ, кој ќе биде сместен на клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби, а истиот е во вредност од 85.000 евра. Благодарение на него, ќе се овозможи прецизирање на генотипот на ХИВ, а со тоа и поставување на соодветна терапија, што придонесува кон значително намалување на вкупните трошоци. Во текот на оваа година се планира и набавка на лабораториска опрема во износ од над 130.000 евра, со цел зајакнување на капацитетите за дијагностика на овие заболувања. Ќе продолжат и активностите во рамки на националната кампања за подигнување на јавната свест за ХИВ-СИДА. Ово беше се што ви подготвивме за ова издание на Дневникот. Ви благодариме на вниманието и имајте пријатна саботна вечер.